Të dashur miq, atë kemi sërish së bashku dhe siç edhe ju thashë pak më herët, do flasim sot për Medicana Health Group për më tepër të kuptojmë se çfarë ofron ky spital kaq i madh me të gjitha këto teknologji të avancuara për të trajtuar sëmundje të ndryshme me metodat më bashkëkohore. Dhe po ashtu se si zhvillohet dhe turizmi shëndetësor me pacientët të cilët shkojnë nga vendi jon ose rajoni për të trajtuar në Turqi në spitalin kryesor dhe të Medicana Health Group. Për të biseduar për të gjitha këto dhe për të na sqaruar të gjitha këto pikpyetje, kemi këtu Zarifa Ajna, e cila është menaxhere e degës Medicana në Македония. Добро дојдовте и многу ми е мило што ви имам денес во нашето студио. Добро ве најдов, и мене ми е многу мило и драго што ме поканивте. Веќе ние сме биле заедно кога вие сте ги придружиле и нашите доктори. Нормално се знаеме, ама сега ние сакаме да знаеме малку поопшто за Медикана, така да без да зборуваме за некоја болест денес, би сакале да знаеме повеќе за ова болница. Може да ми кажете повеќе што е Медикана? Која е ова Медикана што толку многу не ја спомнем? Вака, Медикана Health Group е здравствена групација со вкупно 19 болници во Турција, кои што се лоцирани во низ цела Турција, со поголем број се во Истанбул, исто така имаме болница во Лондон, во Англија, и последната болница што ја отворивме е во Босна, во Сараево. Значи, тоа е здравствена групација голема, која што нуди здравствен дел, нуди и едукативен дел, со тоа што во склоп на Медикана здравствената групација влага и Универзитетот Фенербахче во Турција, кој што дава и едукација и обуки за по здравствените специјалности во факултетот. Знаеме дека моментално здравствениот туризам е многу актуелен секаде во светот и особено во Турција. Како Медикана се спарува со оваа голема заинтересираност? Вака, моментално Турција е многу актуелен здравствен туризам. Значи, ова да го кажеме здравствен туризам или медицински туризам, не знам како би било точно добро, но ние сме многу среќни што Турција како држава ги нуди сите овие можности на пациентите за да може да се лекуваат таму и што толку многу ја напредна медицината и здравството. Медикана каков удел има во ова све? Медикана како прва е приватна здравствена групација, која што е предводена од голема екипа. Значи, во таа голема екипа, освен што влагат членовите на управниот одбор, значи влагат докторите, медицинскиот персонал, сите, значи и ние како вработени во централата. Докторите, значи како Медикана ги нуди сите специјалности за секаков вид на пациенти, за секаков вид на болести, почнувајќи од што се вика идам здравствен туризам и трансплантација на коса, пример како што викаат, пример трансплантација на коса, па се до големи, многу големи интервенции, па се до трансплантации на бубрези, црн дроб, трансплантации на коскена сршка и деца кај возрастни, буквално све. Значи не само на естетскиот дел? Не. Пошто секогаш се мисли дека во Турција се оди за естетика. Да, значи Медикана ги нуди значи и по комплицираните и по тешките случаи, значи нудат таков вид на лекување. Сега кога ќе речеме ние дека нудат толку голем број на специјалности како што и вие спомнавте, верувам дека и очекувањата се многу високи од пациентите. Како делува значи Медикана со сите овие очекувања? Дали секогаш ги задоволува очекувањата на сите пациенти што идат до таму? Најчесто пациентите што доаѓаат во Медикана се тешки пациенти, поради тоа што значи тоа се луѓе кои што си го барат лекот во странство, поради тоа што не може да се го најдат во својата држава. Тоа се тешки пациенти кои ќе дојдат секогаш го има тој отпорен зид, а што ако не биде? И ние како Медикана се целиме кон тоа да им помогнеме максимално, да ги излечиме максимално, за да може да се дојдат задоволни во своите земји. Со тоа што значи имаме и доста примери кои што отишле, значи дали би било тоа од Македонија, дали од соседните држави, дали од другите држави, доаѓаат значи со мисла дека нема да се излечат, дека само ќе си ги дадат парите и тоа е све, ќе се вратам, нема да бидам излечен, но се враќаат со многу поубави емоции, со многу поубави искуства, со многу посрекни се враќаат поради тоа што позади нив стои еден голем тим. Тој тим значи е од доктор, медицински сестри, преведувачи во болницата, цело интернационално оделение кој што го следи нивниот секој чекор. Дали би било тоа превоз
шофери за да ги развозуваат низ Истанбул, да ги прошетаат, да ги однесат до хотел, да ги однесат до аеродром. Значи тоа е една цела екипа која што се стреми кон тоа да бидат пациентите задоволни максимално, значи од пречекот па се до лекувањето. И пред се да имаат оптимистично мислење веќе за својата болест, да. Ние знаеме дека на ова здравствен туризам секогаш се оди значи за еден третман, но како што и вие спомнавте, до третманот има многу работа. Има една цела екипа. Како се достигнува до третманот и како се добива таа доверба дека вие ќе се загрижите за се што треба од почеток па се до крај. Како почнува постапката, пример да ви кажам. Сега ние тука во Скопје имаме канцеларија. Значи во канцеларијата сум работена јас. И пациентите не наоѓаат, дали би било тоа на социјалните мрежи, дали доаѓаат во канцеларија и ние кажуваат својата проблематика. И сега како секој пациент, значи и тие си наоѓаат и друго мислење, значи од други болници, од други доктори, и исто така доаѓаат и кај нас. Ни ги даваат документи, значи документи ги преведуваме на турски јазик, ги праќаме на нашите доктори и доколку се даде терапија, одреден третман за тој пациент, ние го покануваме него да оди во Турција. Доколку пациентот се реши да оди во Турција, значи им помагаме во врска со авионските карти, со хотелското сместување и ги праќаме во Турција. Значи моментот кога ќе стигнат во Турција, дали било тоа во Истанбул, дали било во Анкара, во Конја, зависи во која болница, што прави пациентот? Значи го пречекува, имаме точка за пречек, го пречекува шофер и веднаш го зема и го носи во болница. Во болница го пречекува него цела екипа. Најпрво, значи се запознава со оделението за интернационални пациенти, кој јазик го збори, дали македонски, дали албански, пример ако доаѓа од Македонија. Доаѓа преведувачот, го превзема пациентот и го носи кај докторот. Кај докторот, значи, се прави целосна контрола, се прави целосна контрола, се прегледува пациентот, се разгледуваат документи доколку е потребно, се прават плюс дијагностички испитувања. И потоа пациентот, значи на тој начин кога веќе докторот ќе му каже дека со тие сите дијагностички испитувања точно што му е, ќе му го сврти екранот и кога ќе му покаже на екранот, гледај ти го имаш ова и ова. И кога ќе му се доближи на пациентот онака пријателски, тогаш пациентот ја добива таа доверба во Медикана и во целата таа екипа. А посебно од кога ќе биде излечен и кога ќе се врати задоволен, тоа е уште поголемо задоволство за сите нас. Нормално. Како и вие спомнавте, значи пациентите доаѓаат со своите документи, нормално и сите тие извештаи од докторите што ги имаат и сето тоа. Дали мора да се прават сите тие, значи таму во Турција во моментот кога ќе дојдат или може да се прават на пример, да зборуваме за Скопје, ако се направени во државна болница или во воена болница, исто тие резултати да доаѓаат испитувања. Доколку се нови испитувања на пациентите, ние не препорачуваме многу да се прават нови испитувања, бидејќи тоа, значи, освен што го отежнува периодот на чекање на пациентот во странска земја, го отежнува и финансискиот дел на пациентот. Поради тоа, пациентот ако ги има, пример, магнет, компјутерска томографија, крвни анализи, ако он веќе ги има готови направени се нови, тогаш пациентот, значи, само се доаѓа, докторот ги разгледува тие сите испитувања и си оди пациентот дали на операција, дали на лекување, на било какво. Најчесто за пациентите, онколошки пациенти, PET скенот во Турција е многу битен. Значи, докторите онколози во Турција, пациентите, онколошки пациенти, ги одредуваат и начинот на лекување го следат со PET скен. И поради тоа пациентите да ги имаат направено тука и другите испитувања како магнет или компјутер, обавезно им барат PET скен. Тоа е едно што, значи, е неизбежно кај пациентите. Но сепак, ако другите се прифаќаат, значи другите документи се прифаќаат и сега има некои испитувања што ги нема во Македонија, тогаш мора да се направи таму тоа испитување. Но за се тоа што може да се направи тука во Македонија, ние самите им препорачуваме на пациентите тоа да го направат тука, за да може да се намали финансиското отежнување врз пациентот. Нормално. Може да ни кажете повеќе, значи кои се најзначајни промени што ги забележуваат пациентите кога доаѓаат за лекување во Турција, особено кога се зборува за лекување на пример за рак, операција на срце или некоја трансплантација на орган, не само трансплантација на коса. Да, вака. За секој пациент кој што доаѓа во Медикана на лекување, дали тоа би било во Турција, дали во Медикана,
Сите доаѓаат со надежда дека ќе се излечат, но се малце скептични. Зашто се скептични? Поради тоа што доаѓам во друга земја, кога во мојата земја не можеа да ме третираат, како би можело тоа да биде во друга земја? Значи доаѓаат во земја каде што не го знаат јазикот, доаѓаат во земја каде што не познаваат никого. Со надежда дека ќе се излечат. И сега, значи центрите кај нас за, како што спомнавте, примерите што ги кажавте за кардиоваскуларниот центар, значи имаме педиатриски и за возрастни, центарот за трансплантација на органи на коскена срж, за деца и за возрастни. И кога најпрво ќе влезат таму, кога ќе се запознаат со тие доктори, и кога ќе видат целата опрема и целото гостопримство и начинот на кој што работат докторите, најнаш се почнува да им се враќа полека среќата. И надежда може И надежда, да. Они секој доаѓаат со една надежда, но оваа надежда ниту се покачува уште, како што вика, по 2, по 3, по 4, по 5 пати повеќе. Посебно кога се работи за дете. Кога се работи за дете е многу тешко, поради тоа што родителот доаѓа со мисла што ќе биде со моето дете и со мисла дали ќе се излечи моето дете. Да. И кога ќе ги видите тие деца излечени или тие возрастни пациенти излечени, кога ќе излезат од самата болница пресрекни, тоа е и за нас голема среќа, но и за нив е голема среќа, поради тоа што не избрале нас како групација, поради тоа што успеле да се го вратат здравјето назад. Како што спомнавме и од почеток, значи пациенти доаѓаат кај вас со понекогаш и со многу сериозни проблеми. Што ја одвојува Медикана од другите болници? Особено би сакала да напоменам, например, во терапијата со матични клетки, што и ние сме имали емисија тука со докторот и знам дека имаше многу прашања и за тоа, или било тоа за онкологија, трансплантација на коскена срцевина и така натаму, ако може и вие да ни кажете повеќе примери. Вака, како што и на почетокот напоменав, Медикана ги нуди сите специјалности во самата групација. Во сите 19 болници ние ги имаме сите различни видови на третирање на лекување, но моментално најактуелни се овие нови технолошки лекувања и нови начини на третирање на пациенти на лекување, од кои што можам да ги издвојам како CAR-T-cell лекувањето при трансплантација на коскена срж. Со тоа што, значи, стварно тоа е моментално многу напреден начин на лекување при трансплантација на коскена срж, посебно кај деца кои што веќе е одбиена коскената срж. Точно сега професионално не можам да ви го објаснам тоа што точно, дај Боже докторката ќе дојде и она ќе ви го објасни тоа тука. Но кај деца каде што посам CAR-T-cell клетки давања, овие деца значи си водат најнормален живот, излечени се 100%, во ремисија се многу долги години. Исто така за матичните клетки можам да кажам. Значи матичните клетки освен што се користат кај онколошките пациенти, значи ние користиме матичните клетки кај ортопедски пациенти, при повреди на колено, при повреди на колк, ги користиме за разубавување, но најактуелни се матичните клетки кои што ги користиме за невролошки заболувања. И стварно имаме голем број на пациенти кои што со мултипла склероза направиле матични клетки која што е попратена со физикална терапија. Значи они работат како тим, тоа се голем тим што работат, значи невролог, неврохирург со неврорехабилитациониот центар во Медикана. Деца со аутизам, каде што секој доаѓа со надежда дека ќе го најде лекот и посебно трансплантацијата на матичните клетки кај деца со аутизам, ние имаме видено стварно многу големо подобрување кај овие деца, што тоа и мене ме прави многу среќна, поради тоа што матичните клетки моментално се нешто ново во светот. Нешто ново се во светот. Во секоја област. Да, во секоја област и секој не гледа позитивно на таа страна. Така бев и јас на почетокот, можам најотворено да ви кажам, но од кога ги видов дечињата, колку има подобрување, колку се задоволни родителите, и тоа ве прави среќен. Едноставно се викате ова е нешто најубаво што можете да го видите. Кардиоваскуларниот центар ни е многу актуелен во последно време, поради тоа што операциите, скоро сите операции ги прават со најновата Да Винчи технологија.
Тоа е уствари Да Винчи роботот кој што ги прави најпрецизните операции, најминималистичките операции кои што може да се оперираат во срцето, значи може да ги направи самиот робот, кој што е раководен од самиот доктор. Моментално не сме многу актуелни по тие операции, поради тоа што и финансиски се малце по-нормални и за пациенти кои што сакаат многу побрза рехабилитација и побрзо oporavување, ги прават овие операции. Исто така имаме педиатриски кардиоваскуларен центар. Во педиатрискиот кардиоваскуларен центар нашиот доктор, професор од сабаля до вечер, така можам да кажам. Значи е во сала со мали бебчиња, со мали дечиња кои што имаат кардиоваскуларни заболувања, кои што имаат кардиоваскуларни проблеми, кои што еднаш веќе биле оперирани, неуспешни биле операциите во својата земја, па ги праќаат таму на лекување. По тоа можам да се пофалам. Да. И можда се пофалите и по, како што и вие спомнавте до сега, по технологијата. Мислам дека и ова ги убедувам повеќе пациентите, нели? Да. Знаете како, секако што идат годините напред, технологијата се е понапредна и понапредна. На времето, кога додека на голем екран седевме и пишувавме, сега значи екраните не се минимализирани и од телефон можеме и мејл да пратиме. И ова исто така и со медицината. Како што одат годините, медицината се повеќе и повеќе се развива и технологијата игра голема улога во самата медицина. Диагностичките цели, значи имаме напредна технологија за диагностицирање, со тоа што значи во истиот момент пациентот се снима и во истиот момент може да се види каде има запушување, каде има проблем. Значи може точно да го види местото, дали би било тоа со магнет, со коронографии, со ултразвук, со ехо и со ред други диагностички методи, но најактуелни се хируршките интервенции со технологии. Во Медикана имаме 6 апарати Да Винчи, кои што веќе и докторите веќе не ни препорачуваат обична класична операција, све е тоа роботска операција, каде што пациентот веќе утре дента може да стане за 2 дена веќе отпуштен од болница и може да се врати за 1 недела на работа. Тоа значи им го отежнува начинот на живот на пациентот, му го олеснува начинот на опоравување и ред други работи. Исто така за иновативни технологии можам да го напоменам и лекувањето на Паркинсон. Докторот исто така гостуваше во вашата емисија, докторот Атилја. DBS операциите. Значи тоа е една мала батерија. Значи многу малечка електрода е тоа која што се вградува во мозокот и најнаш пациентите од треморот, од тресењето што го имат, најнаш прекинуваат да се тресат тие пациенти. И ќе кажа тоа е една малечка батерија. Исто така епилепсијата. Епилепсија со ВНЕ стимулација, значи батерија се става на овој дел овде вака и пациентот, значи долги години кој што имал епилепсија, кој што не можел да се контролира од лекови и кој што користеле 4-5 видови на лекови, најнаш прекинува. И со тек на време се намалува и дозата на лекот, се намалува и лекување. И се намалуваат и лекарствата. Овие пациенти од 5 лека почнуваат да користат само 1 лек. И тоа е плюс за пациентот. Значи само на 1 лек да користи, тоа е плюс за пациентот. Значи такви работи, значи можам да кажам за Медикана, кои што ги имаме стварно многу пациенти имаме за овие операции, посебно за DBS операции, имаме толку многу пациенти кои што се вратиле многу задоволни. И еве ги уште се да чукнам вака, уште се многу добри. И верувам дека сите тие што не слушаат моментално може да мислат што зборува сега Зарифа, што е ова, никогаш не сме слушнале, како може нешто што досега се мислело дека нема некое лекување, така може да се третира, значи симптомите да се одржува под контрола, ама нема лекување или спас од тоа. И сега со најновата технологија во Medicana Health Group тоа е нешто овозможено што може да и помага на сите пациенти. И верувам дека и вие сте на располагање на сите овие. Така, значи кога сакаат, нашата канцеларија на Максим Горки во центар сме ние, кога сакаат може да дојдат, да не посетат, да дојдат на разговор, да ни кажат што мака има, што потребуваме, да можеме да им помогнеме. Може да кажете од тоа што сте виделе до сега, значи со пациентите што оделе од тука во Турција, како, значи
колку време виделе дека имаат веќе промени и подобрување во своето здравје? И дали по некое време се мисле дека окей, сега сакам да одам пак за да третирам нешто друго во моето здравје, или било тоа и за естетски, зашто да не? Така, имаме многу пациенти кои што се враќаат често. Значи, ова враќање не е лошо враќање, ова враќање е добро враќање, поради тоа што пациентот се оздравил и сега сака да направи нека друга интервенција, или оздравил, сега сака да една контрола. Оздравил и не препорачал кај друг пациент. Знаете, кога ќе видиме срекни пациенти, тоа го кажав и пред малку, кога ќе видиме срекни пациенти, ние сме многу срекни, затоа што го гледате моментот кога оди пациентот, го гледате моментот кога оди во самата болница, колку е разочаран, колку му е тешко. Има надеж, но не знае дали таа надеж ќе ја најде таму, за да оздрави. И кога ќе оздрави таа среќа, значи ништо не е побитно во светот од таа среќа, значи дали на самиот пациент, дали на јас што ќе го испратам од тука, дали што докторот што ќе го излечи, значи ништо нема поголема среќа од тоа. Верувам дека сите кои имаат некоја болест, секогаш се мислат и за финансискиот дел, како да се третирам, значи знаеме дека сите легови моментално и сите третмани се многу скапи, било тоа во Медикана или било каде, но во врска со Медикана, дали фондот ги покрива овие третмани, дали има некој број на третмани што се покриваат од фондот, значи како се одвива овој процес? Медикана соработува со повеќе здравствени фондови во свет, во другите држави. Исто така имаме, значи ние како Медикана имаме исто така и соработка тука со фондот сега. Тоа баш како да го наречеме, ако еден вид на соработка, значи секој пациент кој што не може да го најде лекувањето тука во Македонија или кој што нема лекување или третирање тука во Македонија за него, фондот го праќа на лекување во странство. Сега тоа дали би било во Медикана, дали би било во друга групација, тоа фондот го одредува, но сакам да кажам дека ние имаме исто така и фондовски пациенти кои што доаѓаат кај нас, кои што се испратени од самиот фонд. Значи има таква можност. Имаме таква можност, да. Пациентот си оди, се добива конзилиарно мислење, директно за македонските пациенти, значи за пациентите кои што се од Република Македонија кажувам. Да. Пациентот оди во болница, се зема конзилиарно мислење, со тоа конзилиарно мислење доколку му се потпишат и доколку кажат дека ова лекување не се третира во Македонија, мора оваа болест мора да се лекува во странство, се оди во фондот и си поднесува барање за лекување во странство. И на тој начин фондот значи го испраќа дали во Медикана, дали самиот пациент сака да оди во Медикана, ако го напомене тој и пак во Медикана го испраќа, значи фондот ја дава таа можност на лекување на пациентите. Освен што Медикана соработува и со нашиот фонд тука во Македонија, значи имаме соработка директно со Косовскиот фонд во Косово. Значи имаме доста пациенти кои што им доаѓаат од здравствениот фонд на Косово. Имаме соработка со Босна, имаме соработка со Истокот, значи источните земји, со арапските земји, тие фондови, имаме соработка со руските земји, со фондовите од руските здравствените фондови, значи државните фондови. Исто така имаме таков вид на соработки кои што со фондовите кои што докторите самите, нашите доктори самите одат таму ги прават операциите. Значи пациентот не мора да дојде да се оперира, значи таму самиот оди докторот самиот пример за детски кардиоваскуларни операции можам да кажам, докторот значи месечно 2 недели е во Ирак. Фондот на Ирак има директна соработка со Медикана. Докторот си доаѓа во Ирак, 2 недели седи ги прави таму операциите на децата и се враќа во Турција назад. Таква можност уште немаме во Македонија, таква соработка се уште сме почнали, надеваме ќе имаме и ние. Но освен што работиме со државни фондови, значи има многу голем број на фондации кои што собираат донации за пациенти. Значи може и таму да не најдат. Исто така, значи тоа дали би било во Македонија, дали би било во другите држави, значи имаме доста соработка, значи со доста фондации. На тој начин пациентите успеваат да ги соберат парите за да можат да дојдат да се лекуваат во Медикана. Сега знам, може и смешно да им изгледа на пациентите, така лесно доаѓаат се лекуваат во Медикана. Да, многу е тежок патот, посебно финансискиот дел е многу тежок, но ние како Медикана, како вработени, гледаме секако да им помогнеме на пациентите да ги упатиме за да може да го соберат делот за финансии.
Значи се грижите и за тој дел. Да, и за тој дел се грижим. Сега и за еден друг дел што вие се грижите, ако може да кажам вака, е дека Медикана не е само болница за лекување на пациенти, туку е и како универзитетска болница. Многу ми е жал што не сум студент по медицина во Турција, за да можам јас и академски таму да дојдам и да ги видам сите овие како студент, и верувам дека ова е многу добро и за образованието таму и за сите тие идни доктори, за да видат сите овие последни технологии што ги спомнавме, да ги научат од студиските години и веќе да ги применат кога ќе влезат, кога ќе се вработат. Така. Вака, Медикана освен што дава значење за здравството и за лекувањето на пациентите, Медикана како болница дава многу голямо значење во образованието. Во кој аспект во образованието дава многу голямо значење? Медикана многу сака да обучува. Да им покажува на студентите, да им покажува на докторите, да им покажува новите генерации, што дали тоа би било доктор, дали била медицинска сестра, физиотерапевт, акушер, значи сите овие области ги има во универзитетот. И што прави Медикана? Дава едукација на студентите и исто така дава можност на докторите кои што се во матичните земји, тие што сакаат да добијат еден вид на едукација, им дава можност да одат да дојдат во Медикана и да си го добијат таа едукација што ја сакат. У последно време најактуелна ни е едукацијата офталмолошка, можам да кажам. Значи имаме многу офталмолози кои што од цела Европа и од цела Азија кои што доаѓаат на обуки во Медикана и исто така имаме доста голем број за обука за роботска хирургија. Тоа, значи, можам да се пофалам, имаме доста, многу актуелна е, значи самите интервенции се многу актуелни, самиот робот е многу актуелен и поради тоа што го имаме во повеќе болници, имаме многу доктори кои што доаѓаат ширум светот на обуки за роботот Да Винчи. Така да ние сме доста и позитивни и спремни. И од Македонија, ако има некој доктор кој што сака да дојде на обука, значи ние сме отворени за соработка, сековитна соработка, значи би го пратиле со сертификат, би го вратиле назад и после тоа си продолжува и се уште следењето и комуникацијата со тие доктори. Баш и ова сакав да ве прашам како една докторка и можеби има и други идни доктори или веќе што се доктори сака да се опучуваат во Медикана Health Group. Дали продолжува овој контакт, значи ова соработка со Медикана која тие ќе се вратат во своите земји? Вака, академскиот дел си продолжува после од кога ќе се вратат во Македонија, си продолжува или во своите земји, академскиот дел се продолжува се уште со Медикана и контактот со Медикана. Значи со целата групација, со докторите кои што дошле, поради тоа што знаете како, ќе дојде пациент, докторот дошол, земал обука и ќе дојде пациент и ќе сака нешто ново да проба, докторот од тука мора да го сконтактира докторот таму кој што му е дал таа обука да се консултира со него. И таа консултација, поради тоа ние не го прекинуваме тој однос меѓу докторите, комуникацијата меѓу докторите, комуникацијата меѓу Медикана. Тука не завршува, значи тој однос и таа комуникација си продолжува па се до дека може. Така можам да кажам. Се додека сака може би докторот. Да. Сега знаеме дека здравствениот туризам е клучен, особено за економскиот дел, но како сметате дека влија и во довербата меѓу земјите? Значи, дали може да биде како мост помеѓу две земји? Јас мислам дека ова со здравствениот туризам што го направи Турција е еден вид на начин на градење на доверба меѓу земјите. Освен што Турција како земја, значи со другите држави има комуникација и си работат економски, значи има добра соработка. Здравствениот туризам, значи го врзува тој мост, го зајакнува меѓу овие две земји. Пример, Македонија има стварно многу добра соработка со Турција, почнувајќи од економскиот дел, од здравствениот дел, значи соработката Македонија со Турција е многу јака. И поради тоа што значи овој со здравството буквално овој е еден знак по тоа што пациентите повеќето препорачуваат да одат во Турција на лекување него да одат во Германија или во Австрија. Порано знаеме дека повеќето пациенти оде Австрија, Германија да го бараат лекот.
но поради тоа што финансиски поголеми трошкови, јазикот е проблем, сега веќе пациентите си самите се сакаат да си идат во Турција на лекување, зашто што веќе е зајакната еден вид на доварба меѓу луѓето, меѓу државите, меѓу односите на државите, и тој мост мислам дека веќе е готово и изграден веќе. И се надевам дека ќе продолжи уште повеќе да се зајакнува. Така. Сега ние зборевме до сега за Медикана Health Group, за сите тие третмани што ги нуди и сето тоа што го зборевме до сега. Дали има нешто повеќе за да прави веќе Медикана? Дали ќе има некоја иновација или толку ова што е, само ќе се развие и тоа? Не, вака, Медикана се уште се развиваме. Знаете како е во Турција, значи нема точка, нема копче за стоп. Се нешто ново, штом се слушне, се тоа сака да се внесе во државата. И колку повеќе иновации има во една фирма, толку многу поголем е и растот во таа фирма. Така да Медикана продолжува да расте. На кој начин продолжува да расте? Значи, отворивме, ви кажав дека отворивме болници во Англија и во Сараево и во Босна. Сега следна ни е болница во Романија, во Букурешт, и после тоа во план имаме Германија. Освен што таму ќе се отворат тие болници, ние имаме во план, значи ние веќе отвараме и консултативни канцеларии, која што последната беше отворена во Белград. Пред нема ни месеци отворивме во Белград. Исто така имаме, значи, доста канцеларии, ни цел Балкан ги имаме канцелариите отворено, што се вика. Значи во Тирана имаме веќе 2 канцеларии отворено, во Приштина имаме, во Скопје имаме канцеларија, во Германија имаме канцеларија исто така за гледачите што не гледаат од диаспората, можам да им кажам дека имаме во Германија канцеларија, значи можете таму да не најдат. Тоа можам сега да го кажам најнов. Која би била пораката до нашите гледачи што можеби се двоумат моментално или не знаат што да прават? Нормално, кога за нешто ново не се сигурни и не знаат дали вреди да се проба. Вака, знам дека е многу тешко. Многу е тешко да си има болен човек дома, многу е тешко кога не можеш да му го најдеш лекот. Нека не се стремат кон само едно. Нека пробат, нека се добиваат мислење од други болници, нека се добиваат мислење од трети доктори. Поради тоа што, да, медицината е таа, но напредност на медицината е сосема друга. Значи, во секоја држава на различен начин напредува медицината. Јас им препорачувам на пациентите да не се плашат, да не мислат дека е тука крајот, дека е дојден крајот, готово, ова е крајот и нема што да се иде понатака. За се има лек. Додека е човек жив, за све има лек. Јас им препорачувам нека не најдат како канцеларија, нека дојдат во Медикана. Значи ние на нив све ќе им објасниме што и како е. Доколку има век, има и лек. Јас така викам. Така да нека не се плашат, слободно нека не исконтактираат, ние значи ќе им дадеме буквално информации за све во врска со нивната болест. И знам дека ова консултација може да се прави и онлайн, не мора да доаѓа, ако некој живее, например, не знам, Струмица, не мора да дојде до Скопје за да... Ние им нудиме таа можност на пациентите за онлайн консултации, тоа се бесплатни консултации. Бесплатни консултации со тоа што докторот ги разгледува прво документите на пациентот, одредува како вид на терапија треба и после тоа самиот доктор се кажува јас сакам да направам онлайн консултација со овој пациент. Затоа што друго е кога јас ќе му објаснам на пациентот, а друго е кога докторот ќе му објасни. Значи тука уствари се гради почнува да се гради таа доварба, кога веќе докторот ќе му објасни све на пациентот што е и како е и пациентот ќе слушне од докторот. Тука е веќе таа доварба. Така да ние на сите пациенти им нудиме и бесплатни консултации онлайн, кога сакаат, значи може да ни контактираат, ние можеме да ги поврземе со докторите. Јас како идеја сум сведок дека има многу пациенти што доаѓаат и после работното време за консултации или за третмани, така да верувам дека тоа довербата веќе е добиена. Така. Јас ви благодарам многу што бевте дел од нашата емисија денес и ви посакувам многу среќа за сите овие иновации и да се развивате уште повеќе, особено тука по Македонија. Јас ви благодарам многу за оваа убава покана, топла покана. Надевам дека ќе се гледаме уште почесто. И ќе ве чекаме да ни посетите болницата Медикана да видите какви све можности нудиме на пациентите. Со задоволство. И вие сте секогаш добре дојдени тука. Ви благодарам многу. Ви благодарам на вас.